Ова е трета работилница на тема новости поврзани со вршење инспекцијски надзор. Настанот е организиран заедно со Стопанска комора на Република Македонија. Освен некои новости кои што се однесуваат на формирање на инспекцијски совет и се разбира секој во својата надлежност што ги презентира, идејата на настанот е поблиско запознавање со прашањата кои што ги имаат од страна на бизнис заедницата при вршење на инспекцијски надзор, особено во делот кога инспекциите се јавуваат како учесници во царинските контроли. Како што спомнав, ова е трет настан. Претходно Царинската управа има организирано, се разбира со помош на советодавно тело, повеќе настани, особено во текот на летото, и од прашањата што беа тогаш поставувани, произлезе потребата заедно со 7 инспекции на некој начин да се представиме пред бизнис заедницата. Намената, се разбира, е подобра соработка и заврзување, поедноставување на постапките, како и решавање на определени проблеми кои што се јавуваат. Кои се дел од новините кои што ги воведувате посебно во инспекцијскиот надзор? Добро, како што спомнав, прво донесени се измени на Законот за инспекцијски надзор, во тек е формирање на инспекцијски совет кој што со променета функција постоеше и досега, меѓутоа со поголеми надлежности во делот на координација на работата на инспекцијските служби меѓусебна, како и во делот на некој начин олеснување, поедноставување на постапките, меѓутоа истовремено и во делот на, би рекол, поголема транспарентност, како и контрола на работите на инспекцијските служби. Друга новост што би ја издвоил е малку тоа е во делот на надлежност на Царинската управа, значи донесена е нова категоризација за граничните премини, со што е дефинирано работно време на инспекциите кои што се присутни на граничните премини, значи на гранични премини од прва категорија 24 часовно задолжително присуство, на тие што се од втора категорија присуство во работно време и се разбира достапност на ПОВИ како е надвор од работно време. Значи, тоа се главни новини, меѓутоа покрај тоа акцентот се разбира е на прашањата отворени кои што ги имаме од бизнис заедницата.